بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، والذي نفسي بيدي ما تجمل الخلائق بمثلهما. أما بعد. Благодарноста му припаѓа на Аллах, Севишниот, Семилостивиот Господар на небесата и земјата. Салават и селам на неговиот пегамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на негова честна фамилија, верни асхаби и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа Аллахума амин. Драги браќа, дали некогаш сте се запрашале која е суштината на верата? Што е крвотокот на исламот? Која е целта од верските прописи и ибадети? Ако некој рече дека намазот нема да греши, ибадетот нема да греши, меѓутоа ибадетите, намазот, постот, зекатот, аджилокот, сите овие се средства, не се цел. Средства преку кои треба да стигнеме до една финална цел. Знаете ли која е суштината на нашата вера? Која е целта од нашиот пост, од нашето учење на Куран, од нашиот намаз, од нашиот аджилок? Тоа е, драги браќа, карактерот, моралот. Да постигнеме морална, доблесна личност. Бидејќи Аллах аззе ва джелле, кога го пофалил на неговиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, единствено што го пофалил wa innaka la'ala khuluqin azim, го пофалил токму околу моралот, околу доброто однесување и карактер. И навистина ти си, Мухаммеде, со прекрасен, возвишен морал. Па затоа, ако ние клањаме, постиме, делиме садака, извршуваме аджилак, меѓутоа, од друга страна, не сме морални, не сме карактерни, не сме доблесни, не сме човечни, тогаш знак прашалник е дали ние нашите ибадети сме ги извршиле на форма на која Аллах аззе ва джелле бара од нас. Еве ќе направиме една анализа, еден пресек на исламските постулати. Намаз. Вели Аллах субханаху ва та'ала: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. И клањај намаз. Навистина, намазот спречува од развратни и одвратни дела. Ако ние клањаме,
Меѓутоа, од друга страна, се однесуваме бесрамно, неумесно, некултурно. Користиме вулгарни, погрдни зборови. Тогаш, дали намазот ја извршил неговата есенцијална функција, а тоа да не спречи од вулгарност, од расипаност. Значи, вистинскиот намаз е школо кој нас не воспитува и не воздигнува да бидеме морални, карактерни, човечни. Зекат. Allah subhanahu wa ta'ala му порачува на пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем. Хуз мин амвалихим садакатен тутахирухум биха ва тузекихим. Тутахирухум ва тузекихим биха ва салли алейхим. И земи дел од нивните имоти со цел да ги очистиш и да ги облагородиш нив со неа. Со садаката или со зекатот. Која е целта од зекатот и садаката? Да ги очистиш и да ги облагородиш. Кога човек ќе подели садака или зекат, го чисти својот имот. Меѓутоа, го чисти и срцето на сиромавиот. Обично, сиромашните гајат љубомора, завидливост кон богаташите. Па кога богаташите ќе одвојат дел од својот имот и со тоа им го омекнат срцето на сиромашните, со тоа им го чистат нивното срце. Значи, тутахирухум ва тузекихим биха, да ги очистиш и да ги облагородиш. Значи, што? Зекато што е? Садаката која е целта? Да се создаде, да се креира едно општество каде ќе владее моралот, каде ќе се елиминира завидливоста, љубомората. Одиме кај постот. Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва саллем вели: "Мен лем јадъ қаула зур вал амала би, фалейса лилаҳи хаџатун фи ан јадъ таамаху ва шарабаху." Кој не го остава погрдниот говор и постапувањето по него, па нема потреба Аллах од тој човек да седи гладен и жеден. Поедноставно кажано, ако човек пости, меѓутоа неговиот јазик е вулгарен и неговите дела се нечовечни, неумесни, неучтиви, пратеникот салаллаху алейхи ва саллем му кажува дека тој бесполезно само седи гладен и жеден. Аллах нема потреба од таков пост. Значи, која е целта од постот? Да не направи и да не мобилизира на самоконтрола. Да можеме да ги контролираме нашите органи, нашата уста од погрден говор, нашите очи од забранет поглед, нашите уши од бесрамни работи. Преминуваме на аджилакот. Вели Господарот Аллах субханаху ва та'ала: فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. И кога ќе се упатите на аджилок и ќе започнете со аджилок, тогаш нема бесрамни дела, ниту грешење, ниту расправа, ниту кавга. Ако ти веќе одиш на аджилак, Аллах ти препорачува да се мобилизираш, да се само контролираш и само воспиташ. Не смее веќе да се прават грди, одвратни, расипани дела. Не смее да се греши намерно. Не смее да се влегува во расправи, во кавга. И за тоа вели пегамбер салем: "Мен хаџа фалем јерфуз ва лем јфсук раџа ке јауме валедетху умму."
кој ќе направи хаџ без да греши, без да прави забранети дела, тој ќе се врати дома чист од гревови, како тој ден да го родила мајка му. Па дали видовте, драги браќа, дека главните фундаменти на верата кружат околу моралот, околу карактерот. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рече: Ахсену насе хијарукум ахасинукум ахлака. Најодбрани од вас се оние со најдобар морал. Најодбрани, највредни луѓе, најдобри верници од вас се оние кои се најдобри со морал. А што е морал? Што е карактер? Тоа е убава насмевка, прекрасен говор, културно однесување, човечност со жаливост. На прашање ма акثر ма юдхилу нас ал џенне, во хадис Тирмизи, хадис сахих, Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем беше прашан: што најповеќе луѓето ќе ги одведе во џеннет? Која работа, кое дело, која постапка најповеќе ќе ги внесе луѓето во џеннет? Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем рече: Таква Аллах ва хуснул хулук. Богобојазливост и добар карактер. Богобојазливост, тоа е нашиот однос меѓу нас и меѓу Аллах субханаху ва таала. Хуснул хулук, добро однесување, добар карактер, тоа е нашиот однос со луѓето кои не обкружуваат околу нас. Па богобојазливоста и добриот морал се причина за луѓето најповеќе да влезат во џеннет. Вели пејгамбер салаллаху таала алейхи ва селем: Аthqalu ma yudha fi mizan al-abd yawm al-qiyamati husnul khuluq. Најтешко нешто кое ќе биде на вагата на судниот ден е добриот карактер, е добриот морал. Најтешко нешто на вагата на судниот ден. Што значат овие зборови? وَنَضَوْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Вели Аллах субхану ва таала. И на судниот ден ќе поставиме праведна вага. Таа вага. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Кому отежна добрите дела на таа вага, тој е спасен. А кому олесна вагата со добри дела, му превагне лошите дела, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Тие се оние кои се упропастија себе си. Замислете, драги браќа, сите човекови дела ќе се вагаат, мерат на вага на судниот ден. Најтешко на вагата на судниот ден е намазот, односно богобојазливоста, побожноста и добриот карактер. Затоа пејгамбер селем му порача на еден асхаб, му рече: Алейке би хуснил хулук ва тули самт. Придржувај се за добар морал и долго молчење. Валлади нефси биедихи. Се колнам во оној во чии раце моја душа. Ма теџеммел ел халаику бимислихима. Створенијата не може да се охитат со полично, повредно нешто од тие две работи. Од што? Од добар карактер и долго молчење. Бидејќи денеска живееме во време кога секој говор може да се злоупотреби и може да се однесе во поинаква конотација. И затоа денеска е време кога човекот треба да молчи. Освен кога е потребно да се рекламира вистината, да се каже добро, да се прави зикр, да се чита Куран. Мухамед салаллаху алейхи ва селем во друг хадис вели: Инна акрабакум минкум минни
меđлисен јаумел кијаме хасиникум ахлака. Најсакан од вас и најблиско од вас кој ќе биде со мене во дженнет се оние кои се окитени со најдобар карактер. Оние кои се окитени со најдобар морал. И затоа, драги брача, суштината, крвотокот на нашата вера е човечност. Да верата ни биде средство, механизам, да ни ставиме човечни луѓе, да сочувствуваме со болката на болните, да сочувствуваме со маката на неволниците, при средба со луѓето, да користиме насмевка и благи зборови, да го избегнуваме злото, завидливоста, грешните дела, секој пат да бидеме во служба во помагање на луѓето. Хајрун нас мен јанфау нас. Најдобар од луѓето е оној кој најповеќе им користи на луѓето. Па затоа, драги брача, со сето ова што го кажавме, сакаме да потенцираме дека моралот, карактерот е на највисок пиедестал во нашата вера. И тоа го забележуваме во самиот однос во животот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, кој знаел и на најголемите душмани да им прости. Замислете, во хадис веродостоен, после битката на Хајбер, една еврејка земала овца, испекла овца и внатре ставила отров со цел да го отруе на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. И потоа му го понудила тоа месо. Пејгамбер со селем пред да касне, Аллах направи муџизе, чудо, тоа месо проговорило и рекло инни месмуме, јас сум овца затрована. Пратеникот со селем ја повика таа жена да му ја доведат пред него. Ја праша, зошто го стори тоа? Зошто посака да ме отруеш? Рече, сакав да те тестирам. Ако си вистински пејгамбер, Божи пратеник, тебе Аллах или Бог ќе те сочува. Ако си лажливец, ќе се куртулиме, отаратисаме од тебе. Па со ова докаже дека си вистински пејгамбер, бидејќи месото ти кажа дека е затровано. Асхабите сакаат да извршат врз неа атентат, тоест да извршат смртна казна. А пејгамбер со селем афа анха и прости на таа жена. Иако таа сакаше да го убие. Ова е човечност, драги брача. Ова е морал. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. И простете им на луѓето. Навистина Аллах ги сака доброчинителите. Затоа го молиме Аллах субханаху ва таала Рамазанот, нашиот пост, нашите намази, сите преостанати наши други ибадети, Аллах го молиме да ги направи средство да ја постигнеме врната цел, а тоа е човечноста. А тоа е добриот морал, карактерот, однесувањето. Бидејќи пратеникот со селем правил дова на Аллах субханаху ва таала: Аллахумма хдини ли ахсани л-ахлак, фа иннаху ла јахди ли ахсаниха илля ант. О Аллах, упати ме на добар морал, бидејќи само ти си оној кој патува на најдобриот карактер и морал. О Аллах, како што не создаде во најубава телесна форма, Аллах те молиме да ни помогнеш да имаме и убав морал и да имаме добар карактер. Аллах го молиме да не ги прими наши дела, да не почести со бројни благодети. Аллах азza wa jalla да не возможи да потрефиме и ноќта на Кадар.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti koji si prostovač, go sakaš prostovanjето, прости ми и мене. Прости ми мене на моите родители, на сите муслимани и муслиманки, на сите верници и вернички. Allah, примени ги нашите ибадети. Аллаху наш, Господару, те молиме да ги помогнеш слабите во светот. Отргни ја злобата меѓу луѓето. Сплоти ги нивните срца. Ти си кадар за тоа. И наша последна дова е Ени алхамдулилахи раббил алемин. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.